Добро вечер. Во рамките на циклус филмови на режисерот Милчо Манчевски ви го нудиме краткото упатство за употреба на филмологот Владимир Ангелов. Вечерва на програмата ќе имате можност да го видите долгометражниот игран филм Пред дождот, како и краткиот филм Четврток. Да уживаме во проекцијата. Здраво! Јас сум Владимир Ангелов, филмолог, и вечерва ќе го гледаме филмот Пред дождот. Режиран и напишан од Милчо Манчевски, премиерно прикажан на фестивалот во Венеција 1994 година, Пред дождот е секако најнаградуваниот и најпознатиот филм во историјата на македонската кинематографија. По премиерата во Венеција, Милчо го добива златниот лав за најдобар филм, по што следат купишта награди, признанија, пофалби, афирмативни критики, суперлативи и номинацијата за Оскар. Таа 95 година Оскарот го доби Изгорени од сонцето на Никита Михалков, но рускиот критичар Мирон Черненко подоцна ќе се осмели да напише дека Изгорени од сонцето е филм со кој завршува една одмината епоха, а Пред дождот е достигнување со кое започнува нова епоха. Кај нас пак не секогаш филмот беше дочекан во суперлативи. Главни замерки тогаш беа дека филмот не ја прикажувал реално македонската стварност, дека игра со националните чувства и на македонците и на албанците, дека профитира од меѓуетничката војна во Босна, што се уште траеше. Критичарите одеа и дотаму, а и ден денеска го прават тоа, да фаќаат кусур за тоа дека дејствието на филмот главно се случува во рурални средини и дека за нас, македонците, предпоставувам, мислат и на албанците, филмот на секаде низ светот создал слика на селани, неурбани, примитивни и воинствени луѓе. Во таа 94 година, неколку години од осамостојувањето, не беше тешко да се формира такво мислење. Денеска, 25 години по Пред дождот, кога трезвено и неоптоварено можеме да размислуваме за филмот, за такви мислења немам оправдување. Мислам дека нема ништо што не е кажано за овој филм. Нема човек што нема оформено собствено мислење за него. Репликите "Пукај бе, братучет, пукај" на Александар или "Времето никогаш не умира, а ни кругот не е тргалезен" на отец Марко стана дел од колоквијалниот говор. Чарли Чаплин има кажано дека комедијата на долг рок е трагедија, сакајќи да каже дека со времето делата добиваат и нови значења. Јас од денешен аспект Пред дождот би го свел на комплицирана мелодрама, затоа што главниот лик Александар има љубовница во Лондон, која што е англичанка и е мажена. Во родниот крај Александар го чека македонката Кате, а самиот е влюбен во албанката Хана. Александар последен пат ја видел Хане пред 16 години и може дури да се предпостави дека Замира е ќерката на Хана е и негова ќерка. Замира подоцна бега со неговиот внук. Вака кажано, ова звучи доста банално, но леснотијата со која Манчевски ги избегнува замките да навлезе во тривијална патетика е неверојатно искрено. Овој филм обилува со такви замки. Еден од триковите со кои го избегнува тоа е играта со времето во филмот. Вториот трик е одличната екипа, почнувајќи од актерите Раде Шербеджија, Лабина Митевска, Пепи Мирчевски, Љупчо Бреслиски, Катрин Кертлич, Јосиф Јосифовски, Силвија Стојановска, Абдурахман Шаља, до камерата на Мануел Теаран и музиката Анастасија. И секако, главниот трик е самиот диригент на филмот, Манчевски, која дрибла приказната како Џордан во најдобрите времиња. Манчевски во филмот користи референции од нему омилени автори, а моја омилена референца е репликата Скопје Колинг. Затоа што во Лондон Колинг, оригиналот на Џо Страмер, стиховите продолжуваат со "Војната е објавена и битката доаѓа", што во 94 година беше в пророштво. Манчевски во овој филм ќе се појави како актер, односно тој е ликот чие убиство Александар го фотографирал во Босна. Некаде во филмот ќе ги чуеме и Бисти Бойс. Филмот предизвикува стимулирана мислење, а формата на Пред дождот, односно нелинеарната игра со времето на филмот се изучува во повеќе филмски академии. И затоа ќе ви дадам мало упатство за користење на филмот, односно за негово гледање. Не плашете се од тоа што Милчо ќе ве растресе низ филмското време.
Ако прв пат го гледате филмот, не затапувајте се да барате грешки или да се прашувате зошто сега овој дел од филмот е тука, а не на друго место. Олабавете се, препуштете се на играта, на сликата и звукот и на крајот на филмот се ќе ви биде јасно. Вториот и третиот пат, значи на второто и третото гледање, ќе видите работи што не сте ги виделе прв пат. Пред да го гледаме Пред дождот, ќе го видиме и краткиот филм Четврток од 2013 година. Четврток беше прикажан на фестивалот во Венеција по повод неговото 70-то издание заедно со уште 69 филмови на големи светски филмски режисери како Кетрин Брелат, Клер Дени, Джеймс Франко, Алексеј Герман Помладиот, Атом Егојан, Семи Капаноглу, Абас Кариостами, Ким Кидук и други. Значи 69 режисери. Четврток не би го препорачал за лица помлади од 18 години.